Сега зашо таму. Среќен 8 март на дамите. Почитуван председател на владата господин Зоран Заев, почитуван министер за здравство господин Венко Филипче, почитувани представници од Фондот за население на Обединетите нации УНФПА, почитувани представници на здравствените установи, почитувани представници на медиумите, драги гости, пријатели, дами и господа. Најнапред да ви посакам добри дојде на денешниот настан на кој ќе ги презентираме резултатите од проектот за намалување на мајчината и новороденичката смртност. Здравјето на жената е еден од клучните фактори што придонесуваат за нејзино активно вклучување во сите сфери на општеството. Грижата за време на бременоста и породувањето се повеќе се подобрува, а мајчинството станува се побезбедно. Владата, Министерството за здравство и Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, во соработка со УНФПА, од септември до декември минатата година успешно го реализираше проектот за намалување на смртноста кај мајките и новороденчињата. Резултатите се повеќе се видливи, а задоволството е взаемно. Го поканувам премиерот, господинот Зоран Заев, да се обрати пред присутните. Повелете. Драги дами, почитуван министер, почитуван заменик, државен секретар, господине ректоре, почитувани директори и доктори од јавните здравствени установи, почитувани представници на медиумите, почитувани гости на денешниот настан. Дозволете прво на сите дами да им го честитам 8 март, да ви посакам многу здравје и успех и пред се многу среќа. Дамите кога се среќни, ние мажите сме уште посреќни. Кога го државме навистина првиот состанок, на кој што представниците од Фондот за население на Обединетите нации УНФПА ми го презентираа проектот насочен кон едно од приоритетните прашања. Веднаш реков дека кога станува збор за здравјето на мајките и бебињата, нема компромиси. Мора да сториме се да ги подобриме условите и да намалиме смртноста. Сега, една година подоцна, можам слободно да кажам дека вределе сите заложби, бидејќи резултатите се повеќе од задоволувачки. Во двете поголеми родилишта во државата, Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје и клиничката болница во Тетово, обучени се 47 здравствени работници, како мултидисциплинарни тимови, кои пружаат ефективна грижа за мајките и за бебињата пред, во текот и после породувањето. Неонатолозите во овие и во болницата во Чаир, преку практична работа, со подршка од реномирана меѓународна експертиза, во период од неколку недели добија клучни препораки за посоодветна грижа за новороденчињата, особено за предвреме родените бебиња. Понатаму, адаптирани се 15 протоколи за најчестите состојби кај мајката и новороденчето, пред, за време на породувањето и после породувањето. Во тек е нивна дистрибуција и брза обука на здравствените работници во 33 родилишта во нашата земја. Преку проектот, исто така се реализираа и активности кои значително ја подигнаа свеста кај чинителите во здравствениот систем дека е нужно да се стандардизира и да се подобри квалитетот на грижата кон мајките и кон новороденчињата. Значајно е да се спомене дека овој проект е првиот кој што се реализира во Република Северна Македонија на принципот Matching Funds. Средствата кои што ги одвои државата потоа беа дуплирани од страна на Фондот за население на Обединетите нации, со што вкупниот буџет достигна од 5,7 милиони деари или околу 106.000 американски долари. Паралелно на овој процес, неодамна е формирана национална работна група за перинаталната смртност. Работната група е должна да го ревидира секој смртен случај поединечно, да ги собере неопходните податоци и врз основа на истите да препорача соодветни мерки за да не се случуваат смртни случаи од исти или од слични причини. Почитувани, не случајно овој настан се случува денеска, на Меѓународниот ден на жената.
Жената е столб на семејството, а со тоа е столб на целото наше општество. Овој ден само не подсетува дека грижата за здравјето на жените е грижа за здравјето на нашите поколенија, грижа за здравјето на сите граѓани и дека таа грижа треба да биде континуирана и високо квалитетна. Во оваа насока, Владата на Република Северна Македонија го усвои акцискиот план за сексуално и репродуктивно здравје, а усвоени се клиничките упатства за најчестите причини за смртност кај мајките во текот на бременоста и породувањето. Исто така, за жените кои што се во репродуктивен период, државата обезбедува бесплатни ПАП тестови. Неколку пати досега сум кажал дека здравјето на граѓаните е наш врвен приоритет и од тоа не отстапувам ниту јас, ниту оваа влада, а со нас и парламентот е на тие становишта. Затоа ви препорачувам заедно да продолжиме да работиме уште попосветено и понапорно со ширење на добрите практики низ другите родилишта во државата, за да создадеме родилишта по европски терк, бидејќи жените, но и нивните семејства го очекуваат тоа од нас. Ви благодарам и ви посакувам успешна работа на денешниот настан. Му благодариме на премиерот Заев за обраќањето. Министерството за здравство е активно вклучено во спроведувањето на проектните активности, исклучителен чинител во поддршка на овие процеси. Заеднички се заложбите за унапредување на здравјето на жените и девојките. Намалување на смртноста на новороденчињата е можна и тоа се случува. Го поканувам министерот за здравство, господинот Венко Филипче, да се обрати повелете. Благодарам. Во текот на почетокот на минатата година се најдовме соочени со многу проблеми на повеќе нивоа. Свесни дека новороденечката смртност не се должи само на третманот и условите во болниците, меѓутоа и на пропустите и проблемите кои што се случуваат и во секундарното и во примарното здравство, меѓутоа негде моравме да почнеме. И драго ми е што проектот кој што го започнавме со UNFPA даде резултати. Во 2017 година клиниката за гинекологија и акушерство починале 36 новороденчиња на 1000 живородени, додека пак во 2018 24, што е пат за 30%. Во соработка со фондот завршивме успешен заеднички проект имплементиран во период од септември до декември 2018 година со буџет од 5,7 милиони денари, кои што се обезбедија со подеднакво учество на Министерството за здравство и Владата на Република Северна Македонија, Агенцијата за акредитација и Агенцијата UNFPA. Беа спроведени двонеделни обуки на клиниката за гинекологија и акушерство и клиничката болница во Тетово, гинеколошко акушерско оделение, за ефективна перинатална грижа и брза проценка на родилиштата согласно курикулумите и препораките на Светската здравствена организација. Со овие обуки се воведе стандардизиран пристап во сите родилишта, обучен кадар, медикаменти и опрема. Воедно надградивме вкупно 15 акушерски и неонатолошки протоколи за најчестите состојби во перинаталниот период и во тек е дистрибуција на протоколите во 33 родилишта во нашава земја. Дел од планот за унапредување на женското здравје и активностите кои ги спроведавме, а сакам денес да ги потенцирам, се следните. Отворивме 3 центри за упатување на жртви од сексуално наследство. Понатаму за прв пат обезбедивме бесплатни ортопедски градници за жените кои што се оперирани од рак на дојки и имаат потреба од градник во соработка со Фондот за здравствено осигурување. Почнуваме набавка на 8 мамографи во вредност од 85 милиони денари. Тие ќе се дистрибуираат таму каде што е најпотребно во повеќе медицински центри ширум државата. Со ова ги доближуваме програмите за скрининг и превенција од рак на дојка. Бесплатни прегледи, лабораториски прегледи во тек на бременност, поврзани со бременност, бесплатно породување за бремените жени кои се надвор од систем за задолжително здравствено осигурување и лица без документ за идентификација. Понатаму фолна киселина за секоја бремена жена. Набавка на современи контрацептивни средства, орална контрацепција, спирали, кондоми за жени од социјални ранливи категории и жени со репетитивни абортуси.
Воведуваме едно контрацептивно средство на позитивната листа, зашто во тек е промена на Законот за здравствено осигурување. Со новиот предлог закон за прекинување бременоста, кој е во собраниска процедура, волјата на жената ја ставаме на прво место. Таа самата ќе одлучи што ќе прави со сопственото тело, затоа што е тоа само нејзин избор. Покрај поддршката на програмата на UNFPA не застануваме и одиме чекор понапред. Го напредуваме здравјето на секоја жена и веќе креиравме план за зголемување достапност на гинеколози во државата. Тоа е еден од клучните мерки како за намалување на мајчината и новороденичката смртност, така и за подигање на пристапот и квалитетот на здравствената заштита. Дозволете само да известам што е во тој план. Минимален пакет за сексуално и репродуктивно здравје, што ќе може да го даваат матичните лекари, специјалисти по семејна медицина. Понатаму, од секундарно ниво, специјалистите гинеколози ќе може да даваат здравствени услуги како матични лекари во здравствените региони кај што нема гинеколог. Станува збор за 4 региони: Македонски Брод, Демир Хисар, Крушево и Пробишти, каде офаќаме над 16.000 жени кои во моментот имаат потешкоти во пристапот до гинеколошка заштита. Во здравствените региони, каде што има гинеколози, но не доволно, што значи дека еден гинеколог има во просек над 4.000 жени во репродуктивен период, ќе се овластат гинеколозите од секундарно ниво да работат како матични гинеколози. Приоритетно ќе бидат офатени 5 региони: Гостивар, Тетово, Прилеп, Куманово и Струмица. Ќе се активираат мобилните гинеколошки амбуланти за руралните средини, за да се зголеми офатот на жени за ран скрининг од малигни заболувања. На крајот, дозволете да го честитам 8 март на сите жени, посебно на здравствените работнички, докторки, медицински сестри, здравствените соработнички и сите кои што неуморно, пожртвувано, денонокно работат и спасуваат човечки животи, мајки и деца. Благодарам.